Американските агенции за спроведување на законот ги интензивираа своите напори за спречување на шверцот на фентанил и сродните супстанции во САД. Синтетичкиот опиот е околу 100 пати помоќен од морфиумот во ублажувањето на болката, а само неколку милиграми повеќе може да биде смртоносен. Белата куќа и DEA работеа заедно за ослободување на класната забрана во 2019 со која се забранија сите супстанции слични на фентанил. Кина се согласи да го забрани целиот извоз на супстанции слични на фентанил. Но продажбата на прекурсори супстанции што се користат за нелегално производство на фентанил се уште напредува на интернет. Гласо на Америка ги пребаруваше нумеричките идентификатори на хемикалиите на интернет. Се појавија мејнструм веб страници, вклучително и отворената аудио платформа SoundCloud, каде наводните добавувачи на лекови ги објавија своите информации за контакт. Преку SMS пораки добивме увид како функционираат наводните недозволени продавачи. Сите тие тврдеа дека се со седиште во Кина. Тие понудија претходник на фентанил, строго контролиран од американските власти и под ревизија во Кина, и уште една хемикалија која е во процес на контрола од страна на САД. Некои велат дека нивните предпочитани дистрибутивни рути биле преку САД, каде што тврделе дека имаат складишта. Доставувањето на пакетите директно во САД може да потрае до 3 недели. Цените започнуваат од $100 за килограм, а некои прифаќаат и биткоини. За да се избегне откривањето, пратките, објаснуваат тие, понекогаш се етикетираат како храна за мачки. Фентанил, прекурсори на фентанил, други синтетички дроги се испорачуваат преку шпедитери и брокери. Кога го гледате вистинскиот товарен лист, кога ги гледате трговските податоци поврзани со недозволената пратка, можеби нема да пишува X кинеска компанија што го произведувала. Гласот на Америка не можеше независно да ги потврди тврдењата на наводните недозволени продавачи или природата на хемикалиите што тие ги нудат. За потрошувачите, фентанил може да биде ризичен. Повеќе од 75.000 предозирања со фентанил или други синтетички опиоди беа пријавени во 2022 година, според привремените податоци од Националниот центар за здравствена статистика на САД. Ако одите кај соодветните органи кои ги произведуваат за легитимни цели, таа номенклатура, тие бројки, тие детали ќе бидат внимателно доделени на правилната хемикалија. Но, кога станува збор за етнитети на интернет, купувачот треба да биде исклучително внимателен, бидејќи тие можеби воопшто не се она што вие мислите дека се. Според портпаролот Лиу Пенгју, Кина има систем за лиценцирање и верификација за сите закажани хемикали. Во 2021 година беа уапсени повеќе од 8.000 осомничени трговци на интернет. SoundCloud ги симна објавите од како гласот на Америка им го привлече вниманието на компанијата, но експертите велат дека тоа е постојан проблем. Мислам дека органите на прогонот треба да направат нешто што не го направиле во минатото, а тоа е споделување на специфично тактичко разузнавање на кратко. Не можеме да очекуваме дали компаниите за социјални медиуми или финансиските институции ќе го приметат тоа по брза постапка, кога американската влада и самата има потешкоти да го направи тоа. Доктор Рахул Гупта, директор за национална политика за контрола на дрогата во Белата куќа, рече дека администрацијата на Бајден соработува со компаниите за социјални медиуми во САД и ширум светот за да ги сузбие швајцарите на дрога. Борбата ја водиме кон трговците со луѓе и производителите и испраќачите со тоа што имаме рамка за комерцијално нарушување. Тоа значи дека го мапираме целиот синџир на снабдување со синтетика и се занимаваме со специфични области за кои мислиме дека ќе ни дадат најголем придонес. Иако не можеше да ја потврди природата на хемикалиите што гласот на Америка го најде на интернет, канцеларијата на Гупта соопшти дека ќе ги пренесе нашите наоди до федералните агенции за спроведување на законот за какво било следење или истрага.